Кирил, добре дојдовте во Култ култура на телевизија Телма. По 25 години компонирање музика за филм, решивте овој дел од вашето творештво да го представите пред публиката на концерт, што ќе се одржи овде во Македонската опера и балет на 15 јуни. Па што ве мотивираше на ваков чекор да ја приопштите вашата филмска музика пред пошироката јавност? Фала за поканата и поздрав до вашите гледачи. За овој концерт на филмска музика размислувам веќе подолго време за концерт во овој формат и после овие 2,5 децении работа на долговечерни филмски проекти и се собра доволно материјал кој сакав да го презентирам баш во својата изворна форма како што е снимен за самите филмски проекти. И во комбинација со нели голем филмски оркестар и со солисти и со целата аудиовизуелна презентација. Најпосле се организираше и сите продукциски околности се формираа за да можеме да го оствариме ова. Слушаме дека концертот ќе биде со голем оркестар, дека ќе диригира Џијан Емин, дека ќе имате солисти, дека ќе има специјално визуелно обликување, па кој се ќе настапи покрај вас на сцената на 15 јуни? Точно така, диригентската палка ќе води познатиот Џијан Емин, ќе има голем гудечки оркестар, во комбинација со перкусивни инструменти. Тука ми се гости Ратко Дутовски и Антонije Весковски. Потоа традиционални инструменти Андреј Трајковски, како и соло кларинет Игор Иванов, а и мојот долгогодишен соработник соло виолина, тоа ќе биде Владимир Крстев. И тоа ќе ја комплетира таа цела екипа за овој концерт. А од кои филмови ќе изведете музика што вие сте ја компонирале? Музиката ќе биде компилација, избор од сите филмови за кои има направено музика во последниве 20 години, од Прашина, Големата вода, Балкан Кан, PRG, Трето полувреме и така натаму. Филмовите што ги набројавте се на наши познати режисери, за кои вие пишувавте музика, значи тоа се филмови на Милчо Манчевски, на Дарко Митревски, на Александар Поповски, на Иво Трајков, па со што тие ја заслужија вашата долгогодишна лојалност како соработник на музиката за нивните филмови? Па мене ми е драго што имав прилика на вистина низ овие години да соработувам со, слободно можам да кажам, оваа плејада од нашите најдобри филмски режисери, кои што на вистина дадоа голем печат во филмското творештво во нашата земја, и ми се чини дека секогаш постоеше едно многу добро креативно разбирање, ние одлично соработуваме, одлично комуницираме. Во самиот процес на работата на филмовите има една интензивна комуникација
која те навистина те зближува на повеќе нивоа и затоа тоа преку годините ни створи една навистина да наречам креативна и соработка која ни овозможи да работиме на навистина отворен, интересен и креативен начин. А откаде црпите инспирација за музиката за филмовите? Покрај се разбира од сценаријата што ќе ги добиете од режисерите. Па секогаш да, покрај сценаријата нормално што е основниот извор. Тука и постои интензивна комуникација со режисерите и од самата таа комуникација на некој начин ни произлегуваат тие некои иницијални насоки кои понатаму се извор за почеток на самиот процес. Меѓутоа, убавата работа во филмската работа што секогаш има многу голем простор за експериментирање и самото тоа експериментирање и некоја непредвидливост и некои нетипични креативни решенија всушност ја даваат самата креативност и инспирација на целиот процес на стварање. И убавина, да, и тоа стварно ја формира тој процес на инспирација за филмска музика. Покрај филмска музика, пишувате и музика за театарски представи, па дали планирате и неја да ја представите пред публиката наскоро, како што ќе направите на 15 јуни со филмската музика, или пак планирате да ја објавите на носач на звук? Нашата, соработка воглавно со Александар Поповски, нашиот познат театарски режисер, со него сме работели преку 20 представи. Имам намера, има огромен материјал кој навистина мислам дека вреди да се аранжира и да се спреми за една жива презентација и се надам дека во најскора иднина ќе може тоа да се изведе. Вашата кариера како музичар започна во 80-тите години на минатиот век. Стартувавте во бендот Бастион, потоа продолживте да работите со Лепи Сол, но креативното процветување, односно зрелоста настана во Австралија, кога започнавте да се занимавате со електронска музика, во која инкорпориравте мотиви од македонскиот фолклор. Што ве инспирираше на овој креативен чекор? Како настана таа синергија? Генерално, електронската музика има еклектичен пристап. И некако во мојот случај, во мојот ангажман околу создавањето на таа електронска музика, тоа беше некој природен спој, да се внесе некои традиционални елементи кои представуваат дел од нечие културно наследство и на тој начин му дава малце автентичен белег. И за мене тоа беше една нормална
потреба да направам некоја интересна комбинација од тие две работи, од тоа што се инспиративни традиционални елементи, но ставени во ова една урбана, футуристичка комбинација на електронската музика. Какви се вашите искуства од настапите на фестивалите низ светот во вашата биографија? Се добројуваат можеби и повеќе од 100 фестивали од прва категорија на кои сте настапиле. Многу музичари велат дека едва и чекаат да ја споделат енергијата со публиката на концерти и фестивали во живо. Тоа е директна комуникација, нели, директна комуникација со публиката и тоа е навистина феноменално искуство. Ме радува дека со овој филмски концерт ќе има и малце друга комуникација со друг вид на музика, меѓутоа исто ќе има повторно ова лето концерти по фестивали и во регионот и надвор. Меѓутоа исто така се надевам и планирам да доработам некој нов материјал за да може евентуално на есен да излезе нов албум од таа електронска музика. А исто така во однос на театарската музика има шанси да работиме повторно со Александар Поповски на театарски проект во Будимпешта на есен. Секако со филмовите во преговори сум за во преговори сум за 2 филмски проекти, меѓутоа тоа е веќе за идната година, така што продолжува овој процес и на проекти на пременета музика, но и оригинална музика. И уште да ни ја кажете агендата за летово, каде се ќе ве види вашата верна публика? За сега договараме во Македонија сигурно ќе има барем 1-2 фестивали кај што ќе настапам. На Балканот веќе се договараат Хрватска, Србија и други и чекам сега за други потврди во Европа. Јас ви благодарам, Кирил, за разговорот.